Сега, на овој начин, кога во тоа би ги вклучиле и овие образовни институции, да тие кадри тука си го наоѓаат уште одведнаш местото, тоа дали би било еден од начините да се забрза овој процес, бидејќи тие тука ќе создаваат, а нема да немаш ниту за основни, како да кажам, дури бараат занаичи, бараат работници, не може да се искоси сено, да се обере грозје. Значи и такви ситуации имаат нашите производители, што е несвојствено за една ваква земјоделска земја пред се, која што пак има и природни богатства и ресурси, а не може да од нив да има за себе добробит. Се е ова поврзано со системот. Ако денеска прашате некој млад човек, што работи таткови? Ќе каже, работи таму, се срамат да кажат дека татко му е работник. Ние денеска се срамиме да кажеме дека работиме. Тоа е системот на владење, системот на образование. Нашите образовни институции се такви затоа што со таа диплома може да се вработи во администрација. Кога образовните институции би биле такви, во нив да се научи знаење за да се оди во производство. Производството да биде она што му дава на човекот стандард и добар живот, наместо сите да се определуваат за административци, административната работа да биде неатрактивна, а администрацијата да се драстично намали, да биде сведена на бројка на она што е нормала секаде во светот, додека документите да се вадат по пат на административна самопослуга. Се знае како оди тоа секаде во светот, како се вади лична карта, како се вади извод, како се вади. Не се потребни толку административци. Образованието да биде искористено за развој на државата. Односно тоа веќе ние го имавме. Да се вратиме барем малку во нормала. Нема никој да купува диплома, ако со таа диплома он нема мотив да се вработи во администрација, да биде некој државен секретар или функционер. Кога тие функции ќе станат непрофитабилни, неатрактивни, луѓето ќе одат во образование да научат нешто за да произведуваат. Тоа е нашиот систем кој го квари човекот и кој бара такви луѓе. Значи денеска ако имаме една власт, они сега си ги делат парите за тренирање, магариња, ово она. Утре сега се најави промена, доаѓа ВМРО ДПМ, веќе се испотепа по канцеларија која канцеларија да уште не седнати на чекате полека, не се прашувате само вие, се прашува народот. Тоа е нешто што мора да се смени, нешто што секако ќе се смени, а најдобро и најбрзо може да го смени народот. Полека да им се одземе власта на политичките партии. Денеска политичките партии се носителе на моќ, на власт, на се. Они ги бираат судиите, ги бираат обвинителите, ги бираат административците. Затоа некој ќе си купи диплома за правосуден испит, уште не дипломирал како правник, а веќе е поставен за судија или за обвинител. За жал, тоа е трагедија на системот. Што очекувате од тој обвинител? Тој за пари ќе те осуди на што сакаш. Така, рековте дека мора да се направат неатрактивни тие административни места, позиции во општеството, за да може во другите дејности да има луѓе кои што навистина ќе си бидат на позиција каде што ќе придонесуваат. А што мислите за атрактивноста, односно да се направат неатрактивни токму овие пратенички места,
кои што навистина стана многу барани, а за возврат на тоа не испорачуваат, ама нема никакви резултати. Она што тие би требало, нели, одлуките кои ги носат да бидат во најголема полза на суверенот и на државата. Како може тоа да се постигне? Ние сме парламентарна демократија, по која што парламентот ги носи законите, и парламентот е центар на владење. За жал, тие си земаа премногу по своји раце. Веднаш откако ќе завршат изборите, одлучуваат за се во името на народот. Никогаш не го прашуваат народот за било што. Баш тука, уште еднаш повторувам, ние ќе го повикаме народот да одлучува за се. Така да атрактивноста на пратеничкиот мандат, на пратеничкото место, ќе постои од друг аспект, не од аспект на моќ и пари, него од аспект на докажана личност, на способен човек. Кога ќе бираме некој пратеник, ќе кажеме овој човек е добар човек, знае да размислува, знае што е добро, знае како да. Додека сега тие се обична гласачка машинерија на партиите. Пратениците не смеат и немаат право да размислуваат и да мислат. За жал. Овдека во вашата програма има еден дел што е многу важен и за сегашнава состојба во која се наоѓа Македонија. Вели е за дека Работничка партија е за активно водење на политики во интерес на државата исклучиво со домашни кадри и носители на развојот на економијата и државата, воопшто се домашните производствени предпријатија, следствено на тоа и странските инвестиции да бидат пласирани преку бизнис секторот, а не со бирократски мешања и договарање на разни агенции и министерства. Ова е исто во контекст на ова претходно што го кажавме. Кога тој сектор, нели, политички што тие го абсорбираат, значи секој сектор во државата и секоја дејност да биде поврзана со политички тие нивни пазарни логики договарања, тогаш ќе се растеретиме и сите ние, како општество и држава, доколку владеат тие законитости како навистина треба да функционира едно општество и држава. Точно така. Ние можеме да се повикаме на неколку светски примери. Еве, јас ќе се повикам на ирското стопанско чудо. И таму владеа две партии и народот повеќе од половината се исели. И кога дојде на власт нова политичка сила, да кажам Работничка партија, се случи ирското стопанско чудо. Што направија тие? Државата застана со својот грб за изградбата на капацитети и развојот на индустријата според потреба на државата. И ние зошто да не користиме еден ваков позитивен пример да направиме македонско економско чудо? Зошто Македонија да биде најсиромашна држава во Европа? Зошто да не бидеме најбогата држава во Европа? А можеме. Имаме добри луѓе, имаме способни мајстори, имаме добри услови, природни. Може би не сме најбогати на светот, меѓутоа сме богати со народ, со луѓе кои знаат да размислуваат, инвентивни, креативни. И треба да го искористиме тој потенцијал. Нашите луѓе, ако можат да бидат способни да градат секаде, нашите инженери градежни да градат, да бидат главни инженери во сите градежни фирми, ние сега дозволуваме еден Бехтел и Енка, еден актор, еден синонко од
Кина да ни гради автопати. Знаеме дека нашите градежни фирми градеа во Кувейт најубавиот град на свет. Знаеме дека нашите градежни фирми ја градеа најголемата брана во свет, Асуанската брана. И сега одеднаш нашите градежници се подизведувачи на подизведувачот. Зошто? Затоа што сакаме да продаваме ефтина работна сила. Ние бевме сведоци кога Груевски шеташе по светот и викаше: дојдете, инвестирајте, имаме ефтина работна сила. Што продава он? Црнци. Фирмите што дојдоа во слободни економски зони, им ги платија придонесите и пензискиот фонд го срушија. Наместо наши фирми да им се дават поволности, да им се изгради фабрика, па да се дадат тие фабрики, да се реновираат, да се дадат на луѓето акции. Еве ќе ви кажам уште еден светски пример. Може би не знаете дека Маргарет Тачер ја викаат челичната леди, а ја викаат челичната леди затоа што кога во Англија Rolls-Royce, фабриката која произведува автомобил познат, меѓутоа тоа е споредно, главно производство е производство на мотори за авиони. Кога Rolls-Royce со огромен број на вработени банкротираше, државата, односно Маргарет Тачер како премиер, ја купи. Застана позади таа фабрика, за 2 години ја оправи и ги продаде акциите. Исто, сведоци сме во Америка на хипотекарната криза, кога многу фирми, бидејќи работат со обртни средства на банката, им се створи непродадена роба. Непродадената роба немаше кај да ја пласираат, немаше побарување. Банките си ги бара обртните средства и банкротира безброј фирми. Тука државата Америка, која, пазите, викат дека се капиталистичка, направија социјалистичка мерка, ги откупија фабриките, хипотеките и после тоа ги ослободија, ги вратија на фабриките кога робата повторно се пласира. Наместо ние да се грижиме за нашата економија и нашата економија да учествува работникот во производството, да биде повеќе од 60% и да бидеме богати и ситуирани,